Порече се двомесечен штрајк на локалните и регионални медиуми, вчера почнаа преговори со Министерството за информатичко општество и администрација. Во просториите на Министерството се одржа средба на министерот Адмир Ималити и членови на Сдруженијето Медиум Објектив. На средбата заклучија дека постојат сериозни проблеми во оваа сфера и дека е неопходно со идните законски промени тие да се решат. Министерот Алити потенцираше дека регионалните и локалните радиодифузери се од особена важност за информирањето и демократскиот плурализам во општеството. Го потенцираше обстојувањето на локалните и регионалните медиуми дека не треба да биде доведено во прашање. Имавме задоволство денеска да ги примиме представниците на Објектив, што е организација што ги застапува локалните медиуми и вака поконкретно да ги видиме, значи, нивните проблеми и тие се многу битен чинител на, да речеме, на медиумскиот простор. И се слагавме дека треба да го продолжиме комуникацијата и во случаи кога нормално ќе треба да правиме промени на законите што ги засегат, значи, медиумите, вклучувајќи и локалните медиуми, да го слушнеме, значи, нивниот став за тоа. За членот 102 имате разговарано? Да. Може ли кажете што, дали ќе се менува членот 102 или останува истиот? Значи ги информирав председателот на Објектив и другите членови дека као влада сме во разговори, значи на високо ниво сме повеќе министри вклучени во работните групи. Меѓутоа, сега дефинитивен одговор за тоа се уште немаме и не би сакал, значи, тука да шпекулирам, меѓутоа апсолутно дека има аргументи дека треба да има некаква промена на член 102. Представниците на Медиум Објектив доставија повеќе барања за субвенционирање на 50% од дозволата кон Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги, но и понудија решенија како може да се реши состојбата со медиумите. Почнавме преговори како да се решат нашите проблеми, како да се дојде до промени, кои се нашите основни барања, кои се нашите екстремни барања, законската регулатива, тие какви проблеми имат со европските регулативи и практично седнавме ги овој час и половина, да не речем 2, ги отворивме сите теми на разговор, вклучувајќи го и фондот за медиуми, почнавме еден процес на преговори каде што имаме шанса да си ги кажеме нашите увидувања на нештата и да најдеме некој најмал заеднички содржател за сите. Министерот Алити изјави дека засега има одлука на влада да бидат покриени само трошоците за ДВБТ сигналот. Тој во изјава истакна дека за тоа во текот на денот ќе ги информира во компанијата.